благодарам што ме поканевте да присуствувам на ова сослушување и на оваа дебата. Имав шанса да го слушам говорот на Мирка Велиновска и навистина беше смешно да заклучам дека Мирка Велиновска била дисидент во 90-тите, а Бранко Геровски бил режимскиот новинар. Навистина фантастично спинување, фантастично лажење. Го слушав вчера и Латас, кој што Латас исклучи дека е уствари човекот кој што само ќе ве замолам. Значи, не мора да ги оценувате настапите на другите луѓе. Значи, не сте вие повикани за да кажете дали некој лажил или не. Само во тоа ми е забелешката, нека реагираат колегите. Значи, имам само забелешка конкретна. Не е во ред да оценувате вие, овде сте повикан како сведок да кажете својот став околу темите, дали некој од сведоците лажил или не слажил. Почитувана пратеничке Бонева. Колешката, значи немате ни потреба да се обраќате некому тука. Колешката Мирка Велиновска извади листа и набројуваше луѓе што соработувале со тајните служби. Јас немам право да искоментирам колеги што збореле на масава. Што сакате да зборувам? Само за, не знам, за ластовичките и за пеперутките ли? Навистина не ве сваќам, зашто имате таков нагон да ме замолчите? Не. Оставете ме да се искажам. Значи, господине председателе, ако може процедурално. Остави, нека се искаже. Тогаш не дозволувајте. Нека се искаже. Нема логика гостите да поставуваат прашања на пратениците. Ве молам, колеги. Ви треба уште една пауза. Мислам дека нема потреба, така? Продолжите, господине Ивановски. Ме иритира оној рефлекс на замолчување, на ударање по уста веднаш ако искритикуваш. Тој рефлекс многу ме плаши. Значи, кажете вие не знаете да си го држите рефлексот ваш. Ми се заканувате сега? Ми се заканувате ли? Не сте виделе поголем рефлекс. Господин Ивановски, значи продолжете сега. Вие се заканувате. Не ли беше ова закана сега? Значи вашите 5 минути искористете ги за да дадете исказ пред комисијата. Господине пратеник Илија Китановски, значи вчера имавме шанси да видиме како Латас се направи жртва на сегашната опозиција. Опозицијата која што 8 години нема власт, нема никаква моќ, нема како да му врши притисок на него. Од друга страна, да видиме реалноста. Латас можеш да го видиш на вести секој ден. Можеш да го прочиташ у вестник секој ден. Го има на интернет, го има кај Јанко, го има кај Миленко, го има секаде. Уште у фрижидерот да отвориш и да го видиш кај јајцата скриен таму. А нас не нема никаде. Јас имав емисија на национална телевизија ми ја укинаа. Имав на уште една телевизија ми ја укинаа. Имав на радио ми ја укинаа. Останав само на едно мало порталче кој што нема пари и така сме скриени како глувци у дупка. И преска Мирка Велиновска покажуваше со прст на кај мене зошто сум уште бил на слобода. Требало да ме затворат, да ме уништат. Тоа ли е логиката која што имате вие како власт и како сила, како моќ? Навистина страшно. Излезе дека Мирка Велиновска, жената која што во 90-тите го величеше Киро Григоров, го величеше Бранко, молчеше за тат, пишуваше милиони колумни за СДСМ, тогаш сега таа излезе била дисидент, била жртва. А Геро, кој што го направи дневник, кој што направи вестник во кој што ВМРО ДПМН доби шанса да добие на изборите 98-ма, Геро бил режимскиот новинар. Само во диктатура, како што имаме сега, може опозицијата да биде на обвинителна маса. 8 години е во опозиција и пак овде ние расправаме за СДСМ, колку биле диктатори. Што е аргументот? А еве да речеме дека можеби биле недоволно демократи. Тоа ли е аргумент вас вие сега да се однесувате како што се однесувате со новинарите? Па знаете ли колку новинари изгубија работа? Дали треба да ги набројувам? Каде е Александра Чомовски? Каде е на Катерина Блажевска? Каде е еден Поповски Роберт? Каде е Нора Шекири? Сафет Бишевац и Ленче Николовска мораше да станат пратеници за да може да искажат своите ставови и ги укинавте медиумите. Значи, К15, што се институција, 20 години бренд, човече, вие ги угасивте. Ако они не можат да успеат, како ќе успеат човек како мене што се појавил пред една година, две? И вие ми зборувате за демократија, за пазар на медиуми, за слободи, глупости. Сето тоа е на хартија. Во реалноста сите знаеме како е. Еве да ви покажам како е во реалноста. Пред мен имам два вестника. Провладин Република и Неутрален Капитал.
Значи не донесов Фокус кој што е критички кон јавноста, донесов неутрален весник. Ајде да видиме кој се рекламира во Република, кој се рекламира во Капитал. Во Република имаме реклама на, сега ќе покажам, на Елем. Зошто има реклама на Елем во Република, а истата нема во Капитал? Неутрален весник. Одиме понатаму. Реклама на АЕК. Со државна институција, со милиони евра на буџет, кој што вие со тие пари си ги подмитувате вашите новинари. Тоа се вистинските бройлери. Тоа се оние кои што за пари цело време го величат Груевски и председателот Иванов и ги аминуваат сите ваши грешки. Одиме понатаму. Значи овде има милион реклами на владата, еве, реклама на владата. Цела страница. Одиме понатаму. Целиот весник е преплавен со реклами на владата, на владини агенции и така натаму. Одиме понатаму. Уште една реклама на владата. Еве. Еве да видат камерите поубаво. Еве. Уште една. Целиот весник Република, ова се случува со сите телевизии, со Канал 5 и со Сител. Значи, наистина шокантно. Вие не ви беше доволен Сител и Канал 5. Моравте да направите и МРТВ. Вложивте 30 милиони евра годишно таму пари. 20 милиони евра за другите телевизии, тоа се 50 милиони евра годишно вие ги лупате за пропаганда и за лажање на народот. Па тоа не ви беше доволно, па земавте портали направивте. Првите 20 портали на Алекса се ваши, провладени. Република, Курир, Прес 24, Денешен, Утрешен, Завчерашен, се ваши. Потоа направивте интернет телевизија и тоа не беше малку, па земавте Алфа телевизија, па вестниците ги земавте МПМ, па сега радио направивте и уште не ви е и тоа доволно. Значи, која е идината? Што очекуваме од вас? Дека утре вие ќе ставите звучници на сите улици, па ќе ве слушаме по цел ден и преку целиот ден како што беше во Камбоџа? Тоа го правеше Пол Пот диктаторот. Он ги слушаше дома дали водат љубов овие камбоџанци, па дали правеле деца. Валјда тој ќе го прави и Владко Ѓорчев. Ќе слуша дали се сексаме по дома. Значи тоа таму водите вие со тој памет. Значи ова е шокантно. Вие викате Мирка Велиновска денеска за да ни покаже колку било лошо во 90-тите. Па таа имаше колумни, што не пишувала за тоа, што не кажала за тоа. Таа беше во кабинетот на Бранко и на Киро Глигоров секој ден. Инвентар беше таму. Што не пишувала. И што е се аргументот ако било тогаш лошо, сега вие да се донесувате уште полошо од тогаш? Па зошто имаме демократија, да одиме напред, со секоја власт да одиме погоре во стандардите. А вие не радите 30 години уназад. Лустрации, прогони, избегнувате дебати, па нели демократијата е соочување на различни ставови. Оти не се појават ваши луѓе во емисии кои се критички. Еве тука е Антони Милошовски. Го канев 100 пати да дојде во политико. Никогаш не дојде. Ама знаете зошто? Пото сака го додика Јанко кај Миленко, кај што му е финичко, кај што добива софтбол прашања. Како си Милошевски денеска ти? Кај беше ти вчера? Колку си убав, колку си паметен, гение. Ама не сакате да одите на критички интервјуа. Премиерот успеа да ги купи и странските медиуми, што е гениално. Вие сте гении, човече. Ги купивте македонските медиуми, па ги купивте и CNN, Financial Times, Forbes, па и таму држи предавање кој гений е бил он, човече, он бил економски гений е бил он. Неверојатно нешто. А невработеноста е нула. Ги избришевте административно невработените. 8 години не направивте автопати. Имате годишно 100 луѓе загинати на автопатите. Зошто? Зашто правите споменици. И после 8 години ви текна, ќе правиме автопати. Народот тоа го сакал. А имавме новинари, вистински, тоа примерот ќе го направеше втората година додека беше на власт. Немаше да дава милиони евра за споменици, за глупости, за шетање на овие дизајнери таму по хотели што спиеле по Италија. Ама знаете што? Вие ги замолчивте новинарите што имаат храброст, што имаат образ. И ги имате Мирка и Лата што цело време ме фалат. Вие утре да отепате 100 македонци на площад, Мирка ќе напише колумна, тоа било супер, тие биле лепрозни, лудаци, психопати. Значи такви новинари оставивте вие, без рбет, без образ, лигуши кои што работат за пари и тоа го знаеме, еве ги рекламите. А во Капитал, кој што е неутрален весник, вие немате ниту една владина реклама. Може ли некој да ми обясни зошто во Капитал нема ни една владина реклама? Значи ја не очекувам во Фокус кој што е критички. Тоа се мои пари, тоа се наши пари. Зошто со моите пари вие си ја плакате вашата пропаганда? Можете ли да ми објасните? Зошто? Тоа се народни пари.
Значи, вие имате гениален начин како да уведете диктатура 2.0, тоа се вели. Значи, вие не сте толку глупи како Хитлер да апсите, да убивате на улица. Вие оставате луѓето да умрат за леп. Ги оставате без работа. Колку новинари се изгубија работа, знаете ли? Па мора да работат по невладини, да се глупираат таму, да прават анализи за да преживеат. Значи, брука невидена сте. Катастрофа. Не ми се верува дека денеска на оваа дебата, место да разговарате за човекови права, за слободи, вие ги викнавте овие владени, вечни, за секој режим што ќе работа. Јас сум сигурен дека утре Заев да дојде на власт, одма уште дента, влада се каже на вести, Заев требаше одамна да победи, ја од тоа од секој што сум го велел, ја од сега него ќе го бранам, а Грујо е говедо. Сигурно тоа ќе го каже. Јас сум сигурен дека тоа ќе го каже. Ме разбирате? Значи, срамота на дебата овде викнавте. Знаете ли што? Јас точно знам што ви е вас планот. Вие сакавте денеска да го разъпнете Бранко Геровски. Вие, еве Мирка Велиновска почна да вади списоци како Геро сакал ова, сакал она, очекувавте мене дека јас ќе зборам против мојот колега. Значи тоа што го правите е срамно. Срамно, значи треба да се срамите бидејќи и сакам да ја прашам уште едно прашање. Еве гледам тука Антони Милошевски, Силвана Бонева, Мац Голубен Китановски, сакам да ја прашам нешто. Утре кога ќе изгубите на власт, а ќе изгубите сигурно, тоа не е минало, немојте да мислите дека 100 години ќе владеете. Кажете ми во кој медиум вие ќе се појавите со чист образ на интервју? Кој ќе ве викне вас? Мислите ли дека Миленко, Јанко и Латас тогаш ќе бидат на ваша страна? Вистинските новинари, критичарите кои ќе ве викнат на интервју тогаш има 2 сати да ве мотретираат за сите глупости што сте ги направили кон Кежаровски и кон новинарите кон А2, А1 и сите други медиуми кои што ги уништивте, што ги преземавте, Алфа ја преземавте, ги избркавте како кучиња тие што не беа за владата. Мојата емисија ми ја укинавте. Еве да ве прашам, дали знаете дека мојата Политико на наша ТВ беше многу гледана и многу успешна емисија. И денеска луѓето ја бараат. Ама некој моќник кој што нема да му го спомнам името бидејќи не сакам да се расправам после со тужби по судови, некој моќник во владата кажал дека Саше ќе го нема. Саше нема да се појави во медиуми, мора да биде тргнат и замолчен. И точно така. Саше нема радио емисија, нема телевизиска емисија. Има само едно порталче и Мирка Преска покажа со прст дека сака и тоа порталче да го снема. Сум бил вулгарен. Па Латас у колумните секогаш користи вулгарни зборови. Секогаш. Ајде не ги спомнувам тука да не ми се наутите. Значи имаш полови органи нон-стоп, секс нон-стоп имаш таму. Ама она не го гледа тоа. Миленко што прави нон-стоп? Он ги множи со нула. Албанци, муслимани, цигани, педери, се сака да уништи да направи сапун од сите. Он бил добар, јас сум бил лош. Што сум некогаш кажал дека Грујо не знае што прави и дека е политички шарлатан. Тоа го кажам јавно. Значи политички он не знае што прави. Господин Ивановски, јас сакам само да ве замолам да привршите бидејќи го. Јас имам уште време, не го слушам звукот, така ли? Прески Мирка вие пола сат, прески вие Мирка пола сат зборуваше, сега јас имам право пола сат да зборувам бидејќи сум замолчен да го кажам својот глас на медиуми, вие ме замолчите како власт. Вие сте соучесник на тоа и затоа јас имам шанси сега да го кажам тоа што народот треба да го чуе. Еве не ве замолчуваме. Значи инаку времето е мерено, во моментов зборувате 5 минути повеќе од Мирка Велиновска што зборуваше. Ама добро е да привршите, бидејќи такви се правилата на надзорната расправа. Ќе имате 2 прашања и ќе можете и нали да одговорите по 2,5 минути. Поведете, со прашање. Ако сакате со една реченица привршете. Сакам да кажам дека ако вие толку сте сигурни во себе си како власт дека добро владеете, зошто бегате од дебати? Зошто замолчувате медиуми? Зошто си го плакете медиумите? Ако толку сте сигурни, па дај појавете се на дебати бре луѓе, дај појавете се на интервјуа. Имате храброст малку, нели сте револуционери, нели сте наследници на илинденците. Вие испаднавте најголеми кукавици на светот. Се криете под тепих. Не очак да ве најде. Тоа е. Дали е договор за основа на рок на време трајање кога вашата емисија се емитувала и дали е тоа одлука на приватниот собственик, кого што не го познавам, или пак е одлука на некој друг. Благодарам. Поведете. Знаете што, господин Милошевски, јас многу добро го ценам вашето, го разбирам вашето лицемерие сега, како вие се правите дека не знаете што се случува во оваа држава. Па сега, мојот газда, а вие не сваќате, сами знаете што се случува во оваа држава, дека ако не си со владата реклама нема да добиеш, дека ќе ти прати контрола, ќе те затвора, ќе те снема. Тоа се случи со А2, со А1, Алфа ТВ ја купија. Значи вие може да се правите тука сега дека не сте од тука, дека вие не разбирате. Ама сите знаат и малите деца знаат. Ако К15 го укинаа, па што е со мене што 2 години само постојам, уште не сум се докажал.
Вие сте соучесник во диктатура, вие тоа добро го знаете. Сте студирале во Германија, ама ништо не сте научиле за демократија таму. Требало малку повеќе да се дружите меѓу медиумите. Ја не знам зашто Конрад Аденауер цело време поддржува да воведувате диктатура во Македонија. Таа организација има голема дамка врз своето CV, што цело време вас ве помага да го правите ова што го правите во Македонија. Благодарам. Благодарам. Втор за поставување прашање е господинот Голупчо Ангелов. Повелете, колега Ангелов. Господин Ивановски, значи за жал од вашето излагање може да се заклучи дека слободата на изразување, слободата на медиумите во Република Македонија и секако слободата на неистомислениците со власта не биле никогаш до сега на врвот на предизвиците во оваа држава наречена Република Македонија од незиното осамостојување. За жал, јас се согласувам со вас дека овој режим, предводен од Никола Груевски, и со овој режим и се случува класична квазидемократија и слобода која постои само на хартија, а во реалноста, во практиката, демне стравот над секој граѓанин, над секој функционер кој не размислува исто со власта, вклучително и врз секој новинар. Ќе се обидам да бидам краток, а времето што ќе остане, ќе ви го постапам на вас. Секако верувам и убеден сум дека ќе се сложите дека функцијата на медиумите има посебно значење кога се делува во корелација со политичките партии и нивните лидери. И секако неприкосновеното влијание за формирање на мислење за истите кај граѓанинот, тоест гласачот. Па моите прашања се: дали во Република Македонија имаме независно новинарство? Дали во Република Македонија имаме слободни политички независни медиуми? Дали притворот врз Кежаровски не е алатка за заплашување на новинарите? Дали вие како собственик на интернет портал имате страв да објавите одредени информации, имајќи го во предвид она што се случи со Кежаровски? Дали имате и дали се соочувате со одредени закани? Благодарам. Еве сега ќе ви кажам, значи да си опозицијски новинар во Македонија во моментов, да си критичар на власта. Тоа вака изгледа. Одиш кај некој спонзор и му велиш: слушај, еве имам 15.000 дневна публика, дај ми некој рекламиче за 100 евра колку да преживеам, да купам за бебето лекции и такви работи. Он кога ќе слуша дека си опозицијски новинар, дека бараш реклама, исто како да си му побарал да спиеш со жена, значи тотално изваден од так човекот, значи ти лут ли си, бе, знаеш ли кај живееме? Груевски сега на власт ми бараш реклама, ти не си нормален ти човече. Тоа е така живееме ние во Македонија, значи немаме реклами, може да обстанеме. И ќе не снема. Тоа е, Груевски е многу паметен, он ретко прави вакви глупости како се каже. Он нас не затвора. Он не остава да умреме без леп, да скапеме, дома да се караме со нашите жени, жените да ни викаат: што се занимаваш ти со новинарство, гледаш дека немаме леп да јадеме, за бебето немаме млеко, оди таму работи келнер, нешто работи таму инженер, тргни се од тука. Тоа сака да ни направи, да не скара дома, да останеме без леп, да не можеме кирија да си платиме, да не можеме облека да си купиме. Тоа е стратегијата на Груевски. Од една страна критичките новинари да не уништи, да не снема, да не истреби како лебарки, а овие да ги издебели како волови, да ги направи со по 1000-2000 евра плата. Тоа е стратегијата на Груевски. И тоа сите вие добро го знаете. Антони Милошевски го знае, само се прави дека не е од тука, дека не ги разбира работите, а па гледам дека Илија Димовски, стратегот, избега, не кеше да се соочи, спрашти некаде таму по тоа кафичите таму, само да не се соочи со мене, знае дека ќе бев волку незгоден и со него, бидејќи тоа е тој заедно со Мартин Португер што го замислија се тоа и што го реализира. Бидејќи пишува Демократска партија за македонско национално единство, вие немате ни демократска во себе си, ни национално единство, ништо, вие сте ни преваранти, ни мангупи, ни лопови, човече, разбираш. Тоа е тоа што сте вие и Гојко Јаковлевски беше во право основачот на вашата партија. Срамота е што направите од ВМРО ДПМН ваква пародија, ваква диктаторска власт.
и се гордеете со Путин, со Мао Цетунг, со овие кинезиве таму, се удушевувате на такви диктатори, уште малку у Северна Кореја ќе тиете да му баците рака на тој дебелиот кретен, тој 18 годишниот шушумига, кај што само оној кошаркарот може да го прими. Значи тоа е вашите, му давате орден на Виктор Орбан. Такви диктатори се вашите идоли. Не отидовте кај Нелсон Мандела, бидејќи не се препознавате, срам вие да се појавите таму. Се што направил Мандела, вие се спротивно од тоа правите. Срамота. Благодарам. Времето за поставување прашања до господин Саша Ивановски истече.